Добар ден на сите. Комисија за безбедност, 26.9. вторник. Единствена точка на дневен ред, информација за безбедносната состојба на полициската станица Битола во текот на првото полугодие од 2023 година. Имаме представник од СВР Битола, така да повелете. Добар ден, почитувани представници од општина Битола во Комисијата за безбедност. Ќе ве представам безбедносната состојба на подрачјето на полициската станица од општа надлежност Битола во текот на првото полугодие од 2023 година. Таа е обемна, ќе ги опфатам најбитните елементи во однос на безбедносната состојба. Ќе почнам прво со јавниот ред и мир. Во текот на првото полугодие од 2023 година бројот на прекршоци бележиме намалување во однос на минатата година. Минатата година сме имале 134 прекршоци од областа на јавниот ред и мир, оваа година имаме 102 прекршоци. Најголем дел од тие прекршоци опфаќаат физичките напади. Потоа учеството во тепачка, оддавање на пијанство на јавни места, фрлање и кршење на разни предмети и омаловажување на полициски службеници. Старосната структура на сторителите во однос на прекршоците, најголем дел се возраста е над 25 години, 143 прекршители, од кои имаме 8 лица кои се повратници во однос на вршењето на прекршоците. Во однос на криминалитетот за првото полугодие од 2023 година, исто така бележи голем пат на тешките кражби и кражбите и разбойништвата. Во однос на тешките кражби, оваа година регистрирани се 99 тешки кражби, а во однос на 2022-та 321 тешка кражба. Кражби 20 оваа година, а 2022 63. Разбойништва 5 со однос на 2022 7, од кои сите се расчистени, се расветлени, сторителите се пронајдени. Исто така, во постапање по член 215 од Кривичниот закон, неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори, каде лишени од слобода се 12 лица, а на 2 лица му изречена и мерка притвор. Во однос на безбедноста на патниот сообраќај, бројот на сообраќајните незгоди исто така е во намалување. Оваа полугодие во 2023 имаме вкупно 233 сообраќајни незгоди, а преходното полугодие од 2022 сме имале 258. Од нив се 139 сообраќајни незгоди со потешки последици, а 94 се со материјална штета. Животот во сообраќајните незгоди го загубиле вкупно 10 лица. И оваа година поголемиот број на сообраќајни незгоди се случиле во населени места, 136, а 97 се на отворен пат. Самиот факт дека поголемиот број на сообраќајните незгоди се случиле во населените места наведува на констатација на се уште нерешените проблеми како на сообраќајниците, така и на сообраќајната сигнализација. Исто така, како основни причини за настанување на сообраќајните незгоди предизвикани се непочитувањето на сообраќајните правила и прописи од страна на возачите. Против прекршителите на Законот за безбедност на патниот сообраќај поднесени се до Основен суд Битола и Комисијата за одлучување по прекршоци при СВР Битола вкупно 7094 барања за поведување на прекршочна постапка, а издадени се 19258 прекршочни платни налози, од кои наплатени се 12107 прекршочни платни налози. Во однос на контролирани возачи и возила, состојбата е следна. Контролирани се 77.444 возила и возачи, од кои исклучени се 665 возила и 4529 возачи, поради неисправност на возилата и непочитување на сообраќајните правила и прописи на возачите. Алкотестирани се вкупно 21.223 возачи, од кои 1403 возачи покажале знаци на алкохолизираност, употреба на алкохол за време на возењето. Исто така, полициската станица во соработка со Одсекот за превенција при СВР Битола
се превземаат плански активности преку изработување на проекти во однос на превенцијата. Ќе набројам неколку од нив, како што се мирна заедница, безбедна заедница и безбедноста и заедницата. Во превентивната активност беа опфатени граѓаните и вработените во малските бизниси, дуќани, обложувалници, аптеки и слично, во Старата чаршија, градскиот пазар, широк сокак во Битола и други места. Од наша страна им беше укажано на превентивните чекори како истите да се заштитат од кражби, разбойништва, измами, насилства, закани и слично, преку пријави веднаш на 192 или 112. Запомнете го ликот, заштитете ги вашите објекти со сигурносни системи и камери, бидејќи брзата реакција и навремениот повик може да спречи поголема последица. Исто така им беше укажано за довербата граѓанинот кон полицијата, бидејќи нивната сигурност и безбедноста се наша обврска. Исто така за време на овие превентивни активности поделен е и едукативен материјал со флаери. Ќе напоменам и заедничката превентивна активност која беше спроведена на 25.3.2023 во која учествуваа одсекот за превенција, полициската станица од општа надлежност Битола, полициската станица за безбедност во патниот сообраќај и градоначалникот на општина Битола и останати представници на локалната самоуправа. Во таа насока на граѓаните му беа делени флаери со едукативна содржина, предвидени при реализација на наведената кампања кои ги опишуваат полициското работење во заедницата, односно јакнење на капацитетите на довербата меѓу граѓаните и полицијата преку мерките на зголемена безбедност и сигурност. Таа е во кратки црти. Генерално состојбата е поволна и стабилна, без поголеми нарушувања на јавниот ред и мир и други посериозни безбедносни состојби. Ако има некој нешто да праша. Ви благодарам. Прашање од колегите? Ајде, Корлевски. Според бројките се детално не може во ова излагање на брзака, меѓутоа зголемен или намален е криминалитетот во општина Битола? Значи, во општина Битола криминалитетот е намален, затоа ги споредив само бројките во однос на од 2022 првото полугодие. Во 2023, значи сега, првото полугодие, тешки кражби имаме 99, а тешки кражби во истиот временски период лани сме имале 321. Кражби сме имале сега 20, а во истиот период лани 63. Разбойништва сме имале 5, од кои сите се реализирани, а во однос на 2023 сме имале 7. Во поглед на криминалитет, таа е безбедносната. Во однос на процесот на сите и овие што во иднина, знаеме дека не може до целост да се одмени криминалитетот, се решаваат полесно, побрзо, мислам, имат разрешници. Па сите, значи за криминалитетот секогаш сме во корелација со јавното обвинителство, точно. Сите насоки што се дадени од основно јавно обвинителство Битола се спроведени сите истражни мерки и комуникацијата е добра на високо ниво, мислам со ОЈО, немаме никаков проблем и се решаваат случаите најбрзо, најекспедитивно што може во најбрз временски период. И една работа што сите како битолчани ја приметивме и стварно навистина за поздравување, сигурно летово кое што така мислам се називаше, кој што особено битолчани ја приметија и некој коментар баш во однос на многу затекнати малолетници во доцни вечерни часови под алкохол, значи се преземаат некои мерки со родителите или било што ти велиме ги земаме децата, ги носиме на училиште со кола, сите тие работи, ама на крај испаѓа дека тие малолетници ствари на крај нешто има работата. Можам да кажам во однос на угостителските објекти, таму има ретко малолетници на кои им се точи алкохол, затекнати се неколку и против истите се поднесени кривични пријави, но сега зголемен проблем е со изнајмувањето на објекти. И родител го изнајмува објектот, бидејќи ќе слават роден ден, и таму се точи алкохол. Тој алкохол некој таму го донесол. Против истите се водат постапки со ОЈО и ќе видиме како ќе произлези, дали со кривична пријава и така натаму. Значи, ОЈО ќе даде насоки во кој правец ќе се движиме во однос на овие кривични дела, во овие прекршоци, да речем, точење алкохол на малолетни лица. Иначе како град Битола во угостителските објекти
Таа појава е многу ретка. Можам да речам ја нема. Толку? Друг прашање? Ако нема, тогаш да преминеме на гласање. Кој е за ова информација да биде усвоена? 3 за, против нема, воздржани нема. Ви благодарам. Комисијата е завршена.